Сегментот од атмосферската канализација кај Македонска пошта заедно со главниот колекторски систем за одводнување кој се реализира на улиците Страшо Арбапче, Димитар Влахов, Роза Петрова, а сега се движи по улицата Тодосије Паунов, како и локалниот пат од Оризари кон Пресека, беа трите локации кои денеска ги посети градоначалникот Ратко Димитровски, придружуван од раководителот на одделението за урбанизам Владко Димитров. Целта беше да се согледаат на лице место динамиката и степенот на реализација, како и квалитетот на извршените работи. Забележуваме дека временските услови беа поволни за нашите градежници, за нашите изведувачи и дека работите се при крај. И овде на улицата ВМРО, и на улицата Тодосије Паунов, и завршните работи на патот кон Пресека, односно кон Врговци. На прашањето кога ќе се реализира капиталниот проект кој се протега низ централното градско подрачје, градоначалникот Димитровски со одговор. Ако послушат временските прилики, би требало до крајот на овој месец да се заврши ова улица, бидејќи се веќе при крајот до училиштето Малина Попивано, односно таму и предвиден главниот колектор. А целокупното завршување на атмосферската канализација веќе најавивме дека ќе биде наредната година на пролет. Инаку најзначајниот проект за извојување на фекалната од атмосферската канализација е во должина од 6500 метри, со рок на изградба од 14 месеци. Средствата во износ од 96 милиони и 200 илјади денари се обезбедени од Европската инвестициона банка, а во вкупната инвестиција учествува и општина Кочани. Изведувач на работите е реномираната домашна фирма Жикол, која во градот се докажа со замената на главниот цевковод, извршен според пропишаните стандарди. Градоначалникот Димитровски оцени дека проектите се реализираат според планот и дека граѓаните веќе ги чувствуваат или најбрзо ќе ги почувствуваат благодетите од нивното функционирање.